Словеничкиот конвој од 18 возила утринава пристигна во Берово со цел да се помогне во гасењето на пожарите на планината Готен. Со специјални возила за гасење шумски пожари, добро опремени возила. Словеничките пожарникари на терен ќе го гасат пожарот од земја, а има и воздушна поддршка од чешкиот Black Hawk. Овде на лице место во Берово пристигнаа 61 пожарникар, тим од Словенија, со 18 возила, од кои што дел од возилата се специјални возила за гаснење на шумски пожари, и со нив имавме координација пред малку. Тие набрзо ќе излезат на терен, а како поддршка од воздух доаѓа чешкиот Black Hawk, кој што веќе е тргнат кон оваа позиција и за набрзо ќе почне да действува во координација со беровските пожарникари и другите сили кои што и во овој момент веќе действуваат на терен. Моја проценка е дека за неколку дена овој пожар може да биде ставен под целосна контрола, бидејќи се работи за поголема површина која што е тешко пристапна, на некои места воопшто непристапна. Тоа е првиот пожар со кој што се соочуваме. За жал, пожарот на планината Готен од Радовишката страна се уште на некои места се активира, така беше и вчера во текот на денот. Значи, откако беше ставен под целосна контрола, би рекол дури изгаснат, без малку никаде немавме горење, потоа на одредени временски растојанија се појавуваа нови жаришта, се палеа сами од себе и пожарот се ширеше. Од тие причини вчера цел ден таму действуваше полицијскиот хеликоптер, но и повеќе сили од земја. Утринава во општина Берово се одржа и кризен штаб на кој се донесоа одлуки и заклучоци како и на кој начин да се делува во текот на наредните денови за целосно да се изгасне пожарот. Критично населено место се уште нема. Значи најблиску до жариштето на огнот е населеното место Владимиро. Меѓутоа да не шириме некоја паника, се уште не е критично. Говориме дека тој интензитет колку продолжи, прво ако во таа насока се движи правецот на огнот, би било населеното место Владимиров. Словеничките возила беа сместени на стадионот во Берово, каде ја поставија и нивната опрема и создадоа услови за престој во наредните неколку дена. Стигли смо са 17 возила. 7 од возилата со кои пристигнавме денеска се специјални возила за гасење на шумски пожари. Останатите се логистичка поддршка, менаџмент и интервенција. Има 61 човек, од кои 42 пожарникари, доброволци кои пристигнаа овде. Тука ќе бидеме во наредните 7 дена, но доколку има потреба ќе направиме ротација со друга екипа. Во оваа прилика Ангелов повторно упати апел до граѓаните да го иззораат просторот пред своите куќи и викендици, со цел да се намали можноста од ширење на пожарите. Апелирам до сите граѓани, оние кои што живеат на село или имат викендици во викенд населби или осамени викендици, да изорат околу нив со мотокултиватор, со трактор, да го ишчистат појасот, 10 метри е идеално, колку повеќе толку подобро, бидејќи земјата не гори, гори вегетацијата која што се наоѓа на земјата. Од Радовишка страна пожарот на планината Готен е ставен под контрола.